Чајот е една од неизоставните намирници во зимските денови, но иако сега температурите се високи, тоа не е причина да се откажеме од придобивките на оваа миризлива и релаксирачка напивка. Чај пием редовно. Сега каков ми сваре бабичката. Така пием, редовно пием. А ја само шипки пием чај, нема други. Пием чај. Корица, најповеќе пием мајчина душица и зелен чај. Од брусница, од нане, од камилица. Чаеви има различни, но оние кои се занимаваат со берење и продавање на лековитите билки, неретко делат и совети кој чај за што помага. Па конското паче се служи за искрување на камења на бубрезите. Мајчината душичка за смирување на болки, сега глокоза се бере за срцето и за притисоко, да биде нормално. Игличката за кога многу кашля човек да искашлува. Традиционалниот начин на подготовка на чај од рефус листови е да се стават или директно или во чајник па да се истори врела вода преку листовите. Во втората половина на 20 век употребата на чајни кесички во голема мера ја има заменето употребата на рефус чај на западот. Со ова пијалокот се приготвува директно во шолја. Според една позната кинеска легенда, Шенунг, познатиот кинески цар, околу 2737 година пред нашата ера, пиел врела вода кога ветерот дувнал и неколку листови од блиското дрво паднале во чашката, па течноста почнала да ја менува бојата. Љубопитниот монарх пробал од ново настанатиот пијалок и пријатно се изненадил од вкусот и закрепнувачките својства.